Од почетокот на овој месец територијалната противпожарна единица доби нов командир, Драган Апостолов. Апостолов има 11 годишно искуство како пожарникар, а доаѓа на местото на досегашниот прв човек на единицата Благој Паунов. Денеска во разговор за телевизија Кочани, тој истакна дека ќе работи на зголемување на бројот на пожарникари, како и зачевување на постоечката и обезбедување нова опрема за потребите на територијалната противпожарна единица. Значи, јас сум назначен на оваа функција од 1 април 2022 година. За мене оваа функција е од големо значење. Моето залагање ќе биде за одржување на постоечката опрема, за набавување на нова посовремена опрема. Исто така ќе се заложам за проширување на персоналот од професионални работници, противпожарни работници. Ќе продолжиме соработката и уште на повисоко ниво со доброволното друштво од Кочани, кое е од огромно значење, од огромна помош на нашата единица. Командирот Драган Апостолов ја искористи приликата да апелира до земјоделците и до граѓаните кои што периодов ги палат стрништата да се однесуваат одговорно и да не ја изложуваат околината од опасност за поголем пожар од запалените стрништа. Воедно сакам да апелирам и до земјоделците од Кочани, од општина Чешиново и Облешево, од Зрновци, да бидат крајно внимателни со палење на страништата, тоест да не ги ни палат, бидејќи временските услови се многу идеални за формирање на големи пожари. Имавме и доволни примери и ланските пожари што беа од големи размери, да не се случи такво нешто повторно. Апелирам и до сите граѓани во летниот период да почнат со чистење на оџаците, бидејќи има и големи проблеми што се јавуваат, бидејќи се запалуваат од само запалување на оџаците, може да се запали и некоја поткровина на некоја куќа. Инаку територијалната противпожарна единица од Кочани во моментот брои 16 пожарникари кои действуваат на територијата на општина Кочани на подрачјето на Зрновци и Чешиново Облешево.